Добро дојдовте во уште една дебатна емисија од циклусот Отворено. По минатонеделното полноќно одложување на изборите, прашањата како дали тоа одложување ќе остави доволно време да се постигнат реформите и да се оди и на избори и дали воопшто ќе продолжат преговорите, паднаа во втор план, бидејќи едно друго прашање го привлече вниманието на јавноста. Тоа е одлуката на Уставниот суд да ја прифати иницијативата за преиспитување на законитоста на законот кој не му дозволува на председателот на државата да ги помилува сторителите на изборни измами. Ова е темата за која што ќе разговараме вечерва во Отворено. Ќе зборуваме за тоа што значи оваа одлука на Уставниот суд, што значи оваа одлука на неколкумина уставни суди за институцијата Уставен суд и дали по граѓанскиот револт кој што се појави во врска со оваа одлука и по реакцијата на правната фела, таа може и да биде повлечена. Дискутираме за можноста председателот да помилува сторители на изборни нерегуларности. Дали во тоа има некаква правна или политичка логика? Каква порака праќа судот со експресното процесирање на представката поврзана со законот за помилување? Кој ќе ги заштити граѓаните од изборна кражба и повреда на бирачките права? Дали со можноста за помилување на дела против изборите се зголемуваат и шансите за нови изборни манипулации? Чест ми е да најавам дека вечерва на оваа важна тема ќе зборуваме со врвни експерти, секој во својата специјалност. Тоа се професорот Светомир Шкарич, професор по уставно право, неприкосновен во својата област, човек кој многу ќе помогне да ја објасниме оваа ситуација и се надевам дека ќе биде слушнат од сите што се засегнати. Господја Маргарита Цаца Николовска од редот на судиите, судија на Уставниот суд на Босна и Херцеговина, поранешна судијка на Европскиот суд за човекови права во Страсбур и во Врховниот суд на Република Македонија. Добро вечер. Добро вечер. И господинот Александар Тортевски, адвокат од аспектот на адвокатите, значи имаме професор судија и адвокат и тоа имења и презимења кои што треба да се слушнат што има да кажат. Пред да започнеме со вечерашната дискусија, само да кажам дека побаравме и став од кабинетот на председателот на државата. Одговорот од таму е председателот досега не коментирал ниту иницијативи, ниту одлуки на Уставниот суд. Поканата за гостување во студиото не доби одговор. Ова е Отворено, граѓанска емисија. Почнуваме веднаш со прашање од граѓанин. Првото прашање го поставува Стефанија Кежаровска. Која е целта да се помилува некој кој го повредил изборното право, односно изборното бирање? Која е целта да се помилува некој кој го повредил правото на граѓаните, значи да се изјаснат на избор? За почеток да расчистиме една дилема. Не е тоа дилема, меѓутоа една погрешна перцепција која што се создава во јавноста. Јас како практичар знам отприлике како ќе одат работите. И треба јавноста да знае дека постојат два институти во раце на председателот. Помилување и аболиција. Во јавноста се зборува цело време за помилување. Меѓутоа, помилувањето се однесува на лица веќе осудени. Кои што веќе поминале низ целокупната процедура, системот утврдил дека тие сториле криминал, имаат одредени правни последици од пресудата. Може да биде со пресудата одземена одредена имотна корист и слично. Меѓутоа, тие се веќе осудени и пред јавноста жигосани дека се криминалци. Во случајот што се подготвува, не се подготвува помилување. Тоа е уште поголема трагедија. Во случајот се подготвува аболиција. Аболиција значи председателот да донесе акт кој што ќе ги ослободи сите овие што беа донесени во суд, повикани во суд во предметот Титаник, уште во стартот ќе донесе одлука за аболиција, да прекрати постапката во оваа фаза, од причина што за владеачката гарнитура овие лица се толку битни и толку им е страф да не ги изложат на непријатности во судовите, самото одење по судовите, и председателот се подготвува терен да ја запре кривичната постапка во оваа фаза, значи не да оди до крај. И тоа е уште многу поголема трагедија. Многу поголем е криминалот што фактички ќе се направи. Не беше одговорот токму во оваа насока, меѓутоа
сакав да расчистиме, затоа што упорно во Македонија се зборува за помилување. Во случајов се работи за намера за аболиција. Председателот, еве јас однапред се извинувам ако ја одбие таа аболиција и можам да кажам дека никогаш повеќе јавно можеби да не настапувам ако правам така грешка. Меѓутоа, убеден сум дека се подготвува терен за аболиција, во старт да се запрат кривичните постапки. Господин Шкарич. Јас сум на некој начин поддржувач на ова мислење што колегата Тортевски го изложува. Самиот збор помилување не е аболиција, не е ослободување, нечие ослободување од одговорност за сторено кривично дело. Туку помилување на оној кој што е веќе осуден. И пожелно е веќе да одлежи одредено време, одредена казна. Па потоа шефот на држава да може да му ја скрати казната, да го помилува и може би само тоа. Но, кај нас проблемот е многу посложен и потежок. Помилувањето и амнестијата се мешаат во кривичниот законник. Во кривичниот законник, само дозволете. Разликата помеѓу амнестија и помилување во нашиот кривичен законник не е во предметот и во обемот на фазите поврзани со кривичната постапка. Туку само од гледиштето на сторителите. Амнестија се однесува на неопределен број сторители за одреден вид кривични дела, но за неопределен број на сторители, чии имиња не се познават во моментот кога се носи амнестијата. Но пак треба да се во прашање одреден вид кривични дела. Или одредени битие на кривичното дело, например видот на казните. Тоа професор Марјановиќ добро го забележал како голем недостаток на првиот закон за амнестија што е донесен 2001 година, првиот од 98 година. Кога 2001 година со закон за амнестија бе амнестирани голем број на луѓе без да се наведат кривичните дела. Па дури ни рокот не беше наведен. Но добро, тоа да го ставиме. Проблемот е кај нас што и амнестијата и помилувањето се однесуваат на исти дејствија. Со тоа што помилувањето се однесува на конкретна личност. Односно, некој ако треба се помилува, треба да му се знае името и презимето. За разлика од амнестијата што е тамо начелно. Сега, кога имате вие суштински гледано амнестија и помилување кога се исто, тогаш и едниот и другиот акт имат карактер на аболиција. И тоа е најголемото замешателство во кривичниот законник, а потоа одредбата членот 114 што се однесува на помилување на неговиот обем, интегрално е превземен од кривичниот законник. Јас се чудам кога колегите, експертите, работеа на кривичниот законник, не посветија внимание на потребата од правење на разлика помеѓу амнестија и помилување. Сосема кусо, значи ќе одиме конкретно и детално да објасниме дали воопшто има факти за повреда на уставот со овој закон, професоре, меѓутоа би сакала прво само куса да ја слушнам. Да го објасниме сега, бидејќи е за јавноста многу битна. Некогаш тие категории амнестија и помилување биле сплотени, заедно се третирали. Тоа е времето на монархиите. Кога монархот ја давал таа милост и во поглед на регулирањето на видот и казните и личностите што треба да бидат ослободени. Но во денешни услови мора да се направи битна разлика. Пак монархот, професор? Молам? Пак ги дава монархот кај нас. Ова изгледа како да е монарх сега во наши услови. Ние немаме монарх. Ние немаме монарх, да. Е сега. И при услови во 18 век, тоа е времето на Кант, бидејќи такво третирање на амнестијата и помилувањето, како идентични поими, е многу деликатно прашање, бидејќи го руши принципот на поделба на власт. Ние со вака поставено помилување
се отвара широк простор за интервенција на извршната власт во судската власт. Пример, како може шеф на држава некого да го аболира, да го ослободи од водење на кривична постапка, или да му замени казната, или уште потрагично, да може да брише пресуда. Тоа се прашање од надлежност на судовите. И одеднаш извршен орган може сето тоа да го прави. Затоа треба многу внимателно да се пристапува кон тие прашања и од друга страна треба да се има рестриктивен период. Минимални овластувања шефот на држава треба да има во сферата на помилувањето. Никако аболиција. Туку само помилување, кратење на казната, помилување, може би евентуално за замена на некоја казна полесна со друга, но овака како што е димензионирано, тоа е флагрантно влегување на извршната власт во судската власт. Сега, кога е ова прашање, вие што го поставувате. Уставот е дециден во врска кога е во прашање помилувањето. Помилувањето го дава председателот на Републиката во согласно со закон. А тоа што значи согласно со закон? Право на парламентот да го димензионира обемот на прашањата што може да бидат предмет на помилувањето. А тоа значи, може да направи селекција на кривичните дела, како што си направени овде. Да забрани одредени прашања да бидат предмет на помилување. Меѓу нив спаѓаат кривичните дела. Дали тоа значи дека ако нешто треба да се менува во законот, собранието треба да биде тоа кое што треба да го каже тоа, а не преку иницијатива и Уставниот суд? Значи, 93-та година кога е донесен закон за помилување, немаше таква разлика. Тогаш председателот можеше да дава помилување за сите видови дела. За сите видови дела. Тоа е 93-та година. 96-та година се носи кривичниот законник на Република Македонија, кој амнестијата и помилувањето ги поистоветува од предметна гледна точка. И законодавецот од 2009 година го превзема членот од кривичниот законник и го вградува во текстот на законот под форма помилување. А при тоа истовремено прави и одредена рестрикција и кажува: не може шефот на државата да помилува сторители на кривични дела од областа на изборите, од областа на половите деликти, од областа на човештвото и меѓународното право, како и некои други прашања. Значи, законодавецот има право да врши таква интервенција. Сега, Уставен суд смета дека нема право. Јас мислам дека има право и на тоа прашање мора Уставниот суд да размисли. Не може, што му Уставот го властува парламентот да може да ограничува со закон утврдување на одредени дела и да ги става во надлежност на помилувањето, тоа мора да се респектира. Вие постојано, господин Николовска, велите да можевме да ја видиме таа иницијатива, да го видиме образложението, нели не можеме во оригинална форма да го видиме, меѓутоа преку она што го слушаме од медиумите, значи аргументите се нерамноправната положба на осудениците, значи аргументите за менувањето на законот кој што го ограничува правото на помилување на председателот во одредени услови, односно кај изборни нерегуларности и ред други за иницијативата што сега актуелно зборуваме. Значи, едниот од аргументите е дека осудениците се доведуваат во нерамноправна положба, а другата, ова што сега го зборувавме, значи собранието се мешало во властувањата на председателот, па законската одредба била неуставна, што е доста чудно, бидејќи во членот 84 од Уставот се вели председателот дава помилување во согласност со законот. Значи, прво би сакала да се придружам кон искажувањата на двајцата претходни говорници во делот на морањето да се направи разлика помеѓу помилување и амнестијата. Меѓутоа, за жал, законот од 2009 година во главата која што зборува за помилување, самото гонење, што значи постапката која што е во процес, ја идентификува како процес каде што председателот на државата може да интервенира. Во една таква ситуација, од една страна, законодавецот му го дава тоа право, од друга страна, како што рече професорот, во самиот Устав стои помилување согласно законот, што значи уставотворецот давал можност да се прават одредени ограничувања.
сега, кога ќе се вратиме на прашањето околу еднаквиот пристап, правото на еднаков пристап или правото на недискриминација е исто така регулирано во Уставот, меѓутоа и во меѓународните договори. И не секоја разноликост во постапувањето може да се идентификува како дискриминација која што треба да се санкционира. Тоа значи дека има одредени стандарди кои што треба да се изучуваат и да се видат дали во дадената ситуација одговараат или не одговараат. Она што е важно во овој сегмент, за да се утврди дали таа дискриминација е во согласност со Уставот и евентуално со меѓународните други акти, е нешто кое што треба да ни овозможи гледање на пристапот на барањето за дискриминација од една страна, меѓутоа од друга страна, зошто овој закон, кој што е донесен 2009 година, го третирал ова прашање на овој начин, значи која била целта на носењето на тој закон од една страна, и од друга страна јас би го истакнала и оној елемент кој што е даден на Уставниот суд, односно на судиите од Уставниот суд, екс официо да постапуваат во одредена ситуација кога сметаат дека одредена одредба е противуставна. Од 2009 година до ден денеска такво нешто не е превземено. И одеднаш сега, кога одредени ситуации во државата, на кои што сите нас не се познати, се појавуваат, доаѓа оваа иницијатива, која што според искажувањата, барем на председателот на Уставниот суд, кој што зборуваше дека сите граѓани се еднакви, значи дека дел од иницијативата се однесува по прашање на еднаквост и по прашањето на... Може ли да прво да ги расчистиме двете прашања, па потоа да поминеме на иницијативата? Видите, само една мала интервенција. Ако Уставниот суд, мнозинството во Уставниот суд, мисли дека одредбите за помилувањето содржани во Законот за помилување може да се оспорат од гледиштето на правото на недискриминација, тогаш треба да понуди одредени аргументи. Мислам дека многу тешко ќе може да најде основа врз основа на тој аргумент да го спорува законот. Нашиот устав не зборува изрично за право на недискриминација. Туку содржи една глобална одредба дека никој не смее да биде дискриминиран од во уживањето на своите слободи и права од гледиште на полова припадност, социјална припадност, родова, сите овие односи. Само јас мислам дека... Само момент да се произнесам. Не може да се зборува за повреда на правото на недискриминација од гледиште на кривичното право и на криминал. Тоа треба да биде јасно. И второ, на прашањето. Второто прашање, дозволете, второто прашање. Не може да стане збор за мешање на законодавната власт во сферата на надлежностите на председателот, затоа што собранието е овластено со свој закон да го определи обемот на помилувањето. Апсолутно може да се зборува за обратно. Ако и натаму се одржат овие решенија по кривичниот закон за кој што зборев, и натаму ќе имаме пример на мешање на извршната власт во законодавната сфера. Парламентот е тој што го определува видот на кривичните дела. Нема кривично дело без закон, и парламентот е тој што ги определува казните. Нема кривично дело, нема казна без закон. Според тоа е негова суверена надлежност. И внатре во рамките на тие негови овластувања може и председателот да биде димензиониран. Тоа е она за кое што во суштина сакав да го потенцирам. Не е многу јасно што стои во самата иницијатива. Јас ова го извлекувам од тоа што председателката го кажа и го имаше по медиумите, дека постои нееднаквост. Сега, тоа нека го докажат, ќе видиме. Точно, тоа е тоа што сакам да го кажам, дека тоа треба во суштина да се расчисти. Понатаму прашањето на мешање на извршната власт и
власта, да кажам, на председателот, која што му е дадена и со устав и која што му е дадена и со закон, е исто прашање кое што треба дополнително, вероvatно, како и ова претходното, судот да ја донесе која ќе носи одлука. Не во рефератот. Да, во рефератот. За сето ова ваш коментар, меѓутоа да не го забораваме и моментот, мислењата на владата и на собранието во врска со ова иницијатива кои што беа негативни. Тоа е глумење, би рекол со уличен речник, кибричиски подметнување, оние на камени што играат со кибрити. Сега, сите знаеме кој стои за оваа иницијатива и што е поентата. А сега, владата глуми калуѓерка во јавна куќа и вели, ние не ја поддржуваме оваа иницијатива, ние сме против, меѓутоа не се мешаме во судската власт е апсолутно независна, а сите знаеме овие суди зошто се таму, кој ги поставил и кој диригира со нив. И зошто ја носат оваа одлука. Тука, барем за мене, нема никаква дилема. Но каква е досега, например, праксата кога имаме ние негативно мислење од влада и од собрание по врска со некоја иницијатива, веројатно Уставниот суд би требало да... Многу би ме интересирало статистиката. Само да довршам неколку работи. Значи, за да оваа иницијатива биде основана, Уставот би требало да има поинаква одредба во член 84. Член 84 би требало да стои децидно дека председателот има право на помилување по свое собствено наоѓање. Тогаш парламентот не може да му го ограничи правото. Меѓутоа, бидејќи во одредбата, што двајцата и професорот и колешката го спомна, бидејќи одредбата од членот 84 му дава право на парламентот да интервенира во правото на председателот за кои дела ќе го ограничи правото, во согласно, значи парламентот треба да донесе закон, упатува дека парламентот, кој што ја пренесува волјата на граѓаните, ја спроведува во форма на закон, има право одредени општествени добра. Кривичното право практично штити одредени општествени добра. Особено да им даде поголема заштита со елиминирање за тие кривични дела да се дава амнестија и помилување. Значи, со тој закон се издигнуваат одредени општествени добра што се, например, во случајот кривичните дела против изборите, значи се она што е направено во смисла на крадење на резултатите на изборите, со насилство, со узурпација на власта преку криминал на изборите, значи да како највисок општествена вредност да нема право да се аболира нити помилува за тие кривични дела. Значи одредбата му дава на парламентот право да интервенира овде во случајот. И тука нема и интервенира. Он интервенира со носење на закон. Сега одеднаш практично против уставно е размислувањето на судиите на Уставниот суд. Заради тоа што јасна е одредбата во Уставот дека во согласно со закон председателот има право. Нема апсолутно. Тоа професорот Шкари што го кажа. Во услови на апсолутни монархии е произлезено правото на милост на владарот кога може неговиот син или некој лорд или некое лице што му е особено битно да го помилува и на никого да не му полага сметка. Тоа е остаток од тоа време. Меѓутоа, сите цивилизирани устави одредени општествени добра ги подигаат на повисоко ниво, па затоа не може за геноцид, за воени злосторства, за против човештвото и меѓународното право. Значи, секоја држава во зависност каков е системот, одредени добра ги вреднува толку сериозно, што и на председателот му забранува да интервенира во тој дел. Даниел Аврамов го поставува следното прашање. Да, добро вечер. Ќе се надоврзам, значи, исто на адвокатот Тортовски, на неговиот коментар. Значи, дали со оваа одлука Уставниот суд, со која се амнестираат сторители на тешки кривични дела, се стави самиот тој над самиот Устав, а со самото тоа се нанесува повреда на некои основни човекови слободи и права? Да расчистиме едно прашање. Се уште не е донесена одлуката. Практично ова е
првата фаза во која што Уставниот суд одлучува дека има простор подосна да се постапува, иницијативата да биде земена во разгледување. Не е дефинитивна одлуката, така што ќе има уште една инстанца и не би биле коректни правници кои би преюдицирале дека ќе биде донесена иста, значи одлука со која што практично ќе му се даде правото на председателот. Меѓутоа се трасира, наголемо се трасира патот за носење на таква одлука, инаку не е се уште донесена. Затоа е битно, јас извинувам, образложението зашто се прифаќа оваа иницијатива. Значи, јавноста ќе има можност од гледиштето на деловникот, од гледиштето на процедурата утврдена во деловникот на Уставниот суд. Прво, Уставниот суд по прифаќањето на иницијативата има можност, има право да организира јавна расправа по повод иницијативата. Очекувате да се организира јавна расправа, професор? Има пракса. Би требало. Не можам да преюдицирам, меѓутоа и дури и да нема јавна расправа, во моментот кога Уставниот суд ќе расправа по повод иницијативата, врз основа на извештајот од судија поединец, извештај во облик на нацрт, тогаш на таа расправа досега задолжително се повикуваат странките во спорот, овде ќе биде представникот на собранието и можеби и владата како овластен предлагач на законот. Но ќе бидат поканети и стручњаци и експерти. Ќе има можност судиите да поставуваат прашања, да се соочат со другите судии, со експертите и на тој начин и јавноста да биде информирана. Може Уставниот суд да оцени и да се организира и посебна јавна расправа. Па дури и две јавни расправи, ако најде за сходно дека одредени прашања остануваат отворени. И да претпоставиме дека ќе донесе одлуката така како што сега стои во иницијативата или како што е прифатена. Тогаш таа одлука ќе биде објавена во службениот вестник. И тоа е конечна И видите, одлука. ќе бидат веројатно објавени и мислењата на судиите што го имат иземено мислењето. Тие мислења што имат карактер на иземено мислење, уште подобро ќе ја појаснат природата на спорот и конфликтите што постојат во Уставен суд. Но, ако се донесе пресуда, стапува во сила по објавувањето на истата одлука во службениот вестник. Тогаш ќе имаме можност да видиме дали Уставниот суд го прекршил Уставот. Прекршил. Ја мислам дека ќе биде прекршен Уставот. Потполно. Со чиста совест. Прво, не само што Уставот е изричен со областувањето на собранието да може да го димензионира правото на помилување како што тој ќе сака. Може потполно целосно. Засега Уставниот собранието си има ослонето на кривичниот законник, но може да превладее мислење да се променат тие одредби член 113 од кривичниот закон. Но да го ставиме тоа на страна. И да биде донесена одлуката. Иако е противуставна, нема лек против тоа, бидејќи одлуките на Уставниот суд се конечни, правосилни и извршни. Нема лек. Но ќе има аргументација и јавна дебата. Втор клучен аргумент за кој што Уставниот суд мора да биде свесен, а тоа е дека со таква одлука темелно ќе биде повреден темелниот принцип поделба на власта. На широко извршната власт ќе навлезе во судската власт. Јас сакам само јавноста да информирам. Професор, се извинувам да ве поправам. Уште еднаш ќе навлезе. Таа е дебело навлезена и уште еднаш. Се извинувам што ви упаѓам. Ова ќе биде преку Устав. Ова преку форма. Ова ќе биде симнување, непочитување на уставните граници, на извршната власт која се димензионира преку законот за помилување. Судската власт не знаеме што е и во каква состојба е, но независно од тоа, таа е најчувствителна. Неколку одлуки Уставниот суд од претходните состави има донесено со кој што се забранува интервенцијата на законодавниот орган во судската сфера. Например, со Законот за кривична постапка 97 година беше предвидено за најтешките кривични дела за убиства да има задолжителен притвор. Уставниот суд ја укина таа одредба. Зошто? Па не може и над 5 години. И не може со закон да се утврдува притвор за кривични дела. Тоа е ствар на судиите. А замислите ние сега каква состојба има. Председател на држава да може да ослободува некој од кривично гонење, да го аболира. Еве, сите овие сега случаи, ако завршат и добие своје финале преку специјалниот обвинител, тој може веќе на самиот почеток целата акција да ја stornира. Второ, да може да ја
да ја намалува казната, да ја заменува казната и да ги брише судските пресуди. Судска пресуда рес јудиката е најцврстиот елемент во правото. Се може да се менува, но рес јудиката може да се промени само на начин како што е донесена, пак од страна на судовите, не од извршната власт. Според тоа, Уставниот суд ќе биде со оваа иницијатива која што е прифатена на големи маки. Ја не би сакал во негова положба да биде. Само се извинувам, ова последното што го кажавте дека ќе може да интервенира во судската власт. Фактички него и сега му е дадена можност ваква интервенција да прави, само не во овие кривични дела, во други кривични дела. Зависите на председателот. Да, на председател, така да овој проблем е многу али тој од кривичниот законник што стално го кажувам, од таму извира тоа овластување и тоа мора час побрзо да се промени. Да се расчисти. Не да се промени. Кога велам јас расчистување, значи тоа треба да се елиминира. Затоа што сме ние многу спремни на подметнување и искривување на кривичните закони, мала држава сме, надвор од секаква контрола. Значи, денес може председателот на кого сака да му даде аболиција без никакво образложение, надвор од овие кривични дела. За се друго, пред никога да не поднесува сметка. Значи, отприлике годишно во Македонија се помилуваат околу 1400 и некаде. Има статистика постојано. Значи, таму има се и се што. Има само формално формирана комисија за помилување која што воопшто, чие што мислење не го обврзува председателот. Тоа е само трошење хартија, тоа е еколошки Ке ве замолам и за еден друг момент кога се покренува една ваква иницијатива, колку треба да се гледа моментот во кој тајмингот во кој тоа се случува. Значи имаме од повеќе страни една ситуација која што не дозволува да се отвара веројатно ова прашање доколку се почитуваат правата на граѓаните, што би требало да биде една од надлежностите на Уставниот суд. Тоа е перцепцијата на независност и непристрасност, мене ако ме прашате. Перцепција кај граѓаните веќе се создаде дека нешто се случува имајќи го во предвид тајмингот. Ние имаме иницијативи кои што се во фјока, не се отворени, не се расправа по нив, а имаме иницијатива, еден од колегите, мислам дека во една прилика рече, со светлосна брзина се решава по таа иницијатива. И тоа во момент кога е отворен случај од страна на специјалното обвинителство, политичка, да речам, криза и кога треба да одиме на избори допрва и кога имаме веќе во зачеток изборни предмети каде што се гледаат одредени обструкции. Значи, не можеме ние од тоа да побегнеме. И сме прифатиле обврска од извештајот на Прибе дека тие работи ќе бидат расчистени пред да се отиде на избор. Мислам дека во извештајот на Прибе и тие што ја дава оценката не ни мислеле дека ќе можеме да дојдеме до ваква ситуација. Да се врши, односно да се овозможува помилување и за вакви кривични дела. Меѓутоа, пак ја спомнам се ова што се случува денеска, тоа е нешто кое што судиите треба да размислат, што во дадената ситуација за нив објективниот принцип на непристрасност представува и каква е појавноста. Тоа е една доктрина која што за жал во Македонија многу малку се разработува, особено кога е во прашање судската функција. И она што значи и разрешување, и она што значи орган, зависен, независен. Ние имаме сега веќе неколку предмети каде што тоа прашање го има дотакнато Европскиот суд за човекови права и без разлика што не се однесува за сегашните судии на Уставниот суд, меѓутоа се однесува, ако ништо друго, барем за поранешниот председател на Уставниот суд и воопшто за одредени принципи согласно кои треба да се третира прашањето на независност и непристрасност, во кој што влегува секако и изборот, меѓутоа и овие состојби кои што во одредена ситуација ствараат сомнеш. Во принцип, не би требало да се води сметка за тајминг. Нешто ако е противуставно, тоа мора да се напаѓа, независно од моментот. Во случајот,
Симптоматично е што токму сега се напаѓа и што токму сега експресно Уставен суд реагира. Меѓутоа, не би имале ние проблем кога би имале навистина Уставен суд. Кога тоа би биле уставни суди од типот на еден Иво Пухан покојни, кога би бил тоа уставни судови како еден Нетков, кога би бил професорот Шкарич таму, мислам не заради тоа што е тука и заради тоа што ми бил професорот кој што ми се треселе нозете кога требало да одам на испит и кога сум учил по 14 часа за да морам да го дадам тој испит кај него. Меѓутоа, сега имате, јас во една колумна кога беше донесен исто против уставниот правилник за одмерување на кривичните санкции. Тој правилник не е за судии, тој е правилник за дебили. Закон е веќе колега. Не, ставене, Сега е веќе закон. Не, ставене во закон. Во законот стои дека составен дел на законот е и правилникот за одмерување на кривични санкции, каде што постојат табели во кои што стои дека 3 олеснителни бодови носи образованието, а немањето олеснителни бодови значи необразование. Ако некој не е образован, значи добива 3 негативни поени. Што е глупост. Затоа што кривично дело, даночно затајување, ако го направи образован книговодител, тоа треба да биде отежителна околност. Меѓутоа, тоа е апсолутно противуставно. Меѓутоа, никој не се сети, и јас лично пишував многу против тоа. Меѓутоа, јавно кажав дека пред овој состав на Уставниот суд, каде што има 5 луѓе, кои што не име местото таму, кои што се ставени на сила, надвор од правната логика, надвор од некакви принципи, кои што по ниеден критериум не го исполнуваат условите за судии на Уставен суд. Ве молам, еден Јосифовски председател на изборна комисија за добро сработена едни избори каде што на владеачката структура и завршил одредени работи што сега ги гледаме на кој начин. Една Маркудова, Елена Гошева, тие се таму ставени со одредена цел да одработат одредени задачи кои што ќе им ги постави извршната власт. И јас имам речено не одам пред тој Уставен суд, затоа што ми е срам да им кажам почитувани судии и да им се обратам. Ова што професорот Шкарич го зборува, така треба да биде, да има јавна расправа. Меѓутоа, ако има и јавна расправа, јас мислам дека нема да има. Тогаш тие ќе викнат професори поддржувачи на нивната страна. Тие знаат кого ќе викнат. Ќе ја викнат господја Каракамишева, ќе викнат уште неколку од тој маштаб наводно експерти и ќе ја избуткаат иницијативата. Еве, јас јавно им се извинувам на судиите на Уставен суд и на председателот, ако тие евентуално ја донесат одлуката, а тој ја одбија аболицијата, или тие ако ја одбијат иницијативата, дека... Вие сте убеден дека ќе се оди до крај? Јас сум убеден дека ќе се оди до крај. Само исто се согласувам дека Уставниот суд не треба да води сметка за тајмингот. Он треба да го штити Уставот. Тоа е негова основна задача. Во овој случај има индиции, бар тоа што го слушам и ево во оваа расправа што учествувам, дека е на патот да го прекрши Уставот. Кога е во прашање иницијативата за елиминација на тој член од законот, постојниот закон за помилување. Но, времето во кое што сето тоа се одвива е инспиративно и за Уставниот суд. Или ќе го зголеми авторитетот, или ќе го спушти на уште по-ниско ниво. Тоа зависи сега од уставните судии. Тоа е предизвик. Ние не може да предпоставиме. Второ, да предпоставиме дека Уставниот суд, би ја укинал одредбата и шефот на држава би добил право да може да врши помилувања и на сторителите на кривичните дела од областа на изборите и гласањето. Да предпоставиме. Тој ќе биде во уште потешка положба од положбата во која што се наоѓа сегашниот Уставен суд. Ќе има проблем тоа, професоре? Еве го проблемот во што е. Проблемот ќе биде. Тој ќе може сам, како и до сегашните презатели што носеа решенија за аболиција, по нивна совест, но ќе мора дебело да образложи во што се состои општиот интерес за еден таков негов потек. Ќе мора тоа да го образложи. Тоа го врзува законот за помилување кој што не се менува. Второ, кога се во прашање одредени личности, ќе мора да даде образложение зошто конкретните личности ги аболира.
И сето тоа ќе има силен одраз и во јавноста, но и во евентуално ново формираниот парламент, кој може да го повика од гледиштето на Уставот, да образложи во што е општиот интерес и зошто одредени личности се помилувани, поради кој аргумент. Ако не успее тоа да го аргументира, а веројатно не ќе може да го аргументира, собранието ќе има можност да ја покрене постапката за импичмент. Општата ситуација, тајмингот сегашен е таков што бара изострена одговорност на сите, вклучувајќи го и Уставниот суд и шефот на државата. Професоре, јас апсолутно се сложувам со вас. Меѓутоа, овие наши сите дебати кои што укажуваме на сите слабости на оваа процедура и дека се работи за многу сериозно прекршување на сите норми за пристојно однесување на било кој правник. Се ова вие што го зборувате и ние, сега само ќе предизвика една работа. Ќе им ја качи цената на тие уставни судови пред извршната власт. И утре ќе испостават поскапа фактура. Професоре, вие размислувате, професорски. На извршната власт ќе видите. Со нешто друго, ќе се зголеми бројот на демонстрантите и бројот на јајцата што ги добива Уставниот суд. Тоа е, пазите, прв пат во историјата од како што постои уставно судство. Уставни суд постои од 1920 година. Постои денеска во повеќе од 50 земји. Никогаш ниедна демонстрација не е организирана против Уставниот суд. Ова што случува во Македонија, тоа се први демонстрации против една институција што носи назив Уставен суд. Ако не води сметка Уставниот суд за состојбите и за заштита на уставноста, притисокот ќе биде поголем. Вие ги знаете, професоре, судиите кои што нема потреба, јас институција. Само да ја довршам мислата. Јас сум убеден дека овие кои што ќе ја донесат, се извинувам колешки, кои што ќе ја донесат оваа одлука, само ќе испостават по-голема фактура во смисла утре морам да бидам амбасадор, мора син ми да оди амбасадор, мора син ми да докторира, мора син ми да биде ректор на тој универзитет. Во таа смисла ние им ја качуваме цената со тоа што им покажуваме на целокупната јавност колку овие луѓе го кршат уставот и законот, меѓутоа од друга страна тие на извршната власт и велат гледате ли ние колку за вас правиме жртва. Јас само би сакала да додадам по однос на композицијата на Уставен суд. Мислам дека е неприфатливо во еден Уставен суд да нема професор по уставно право. Теоријата и праксата се нешто кое што неминовно заедно одат. Меѓутоа, она што е особено важно е дека таа теорија треба да се пренесе во пракса. И кој може подобро да го презентира сето тоа од еден професор по уставно право, меѓутоа професор кој што уставното право го гледа на вистина како уставно право. По однос на не може да му се јават на телефон и да му кажат само да завршам. Се извинувам што ве прекинувам. Па не. Да, во ред, во ред. По однос на јавната расправа, имало јавни расправи пред Уставен суд и они знаат да повикаат тие експерти, они знаат не само експерти да повикаат, туку и да имаат и други документи, како што е мислењето на Венецијанска комисија, која што е исто така еден меѓународен орган, респектабилен, кој што се бави со уставно-правни прашања. И кога тоа се презентира, одредени судии во Уставниот суд велат, па тоа е само мислење кое што нас не обврзува. И јас сега би стварно би поставила прашање, едни научници, едни теоретичари, едни практичари, кои што имаат неверојатно голем респект во Венецијанската комисија, наспроти судиите на Уставен суд, да кажат една таква реченица дека е тоа само мислење кое што нив не ги обврзува, за мене е барем во најмала рака едно непристојно однесување. И третото прашање, што сакам многу да се елаборира, тоа е јавниот интерес кој го спомна професорот. Меѓутоа, прво да се види кој е тој јавен интерес за донесување на законот кој што е сега пред Уставниот суд.
и после тоа кој е тој јавен интерес за да тој закон на некој начин се прогласи како неуставен визави овие наводи за кои што они сметаат дека овој закон е неуставен. Не само во делот, само да завршим се, не само во делот во она дали има квалитетна и уставна поделба на власт, меѓутоа и во она што значи еднаквост. Професорот дотакна едно прашање по однос на дискриминацијата, по кои основи по уставот може таа да се третира. Јас само би укажала дека ние сега имаме закон за заштита од дискриминација, каде што основите за дискриминација се пошироко поставени од оние во устав. Значи да не ги шириме прашањата, туку тие што сме ги разгледували, ако можеме да ги затвараме. Неколку прашања веќе успеевме да се произнесиме. Постанува збор сега за Уставниот суд, па и за сите други институции. Секој е изложен на јавна критика и јавна оценка, па и Уставниот суд. Може би во политичката сфера тие ефектите не може да се видат, но во научна сфера се пишува за Уставниот суд. И ние ако нашиот Уставен суд го подвргнеме на одредена научна анализа, ќе видиме дека има големи недостатоци во самиот Устав. Тоа е Уставен суд со многу понизок правен режим од претходните уставни судови за време на социјалистичка Југославија. Но, ако се има во предвид дека Уставно судство трае 50 години во Македонија и дека постои одредено искуство, стандардите треба да се качуваат нагоре, а не да се спуштат надолу. Ние од 2012 година имаме спуштање на нивото на Уставниот суд. И јас во моите трудови, особено во учебникот, овој состав на Уставен суд, кој што е трет состав по самостојната Македонија, го оценувам како слаб Уставен суд. Послаб од претходните состави. И то многу послаб. Затоа има причина зашто е слаб. Со лустрацијата почнува со промените во Уставниот суд. Презателот или член на Уставниот суд, Уставниот судија е прва жртва на лустрација. Не е тоа случајно. Да се отвори простор, да се создаде мнозинство. Мнозинството е создадено дури 2012 година кога се избрани 3 нови суди. И сега они имаат мнозинство. Мнозинство, тоа е тесно мнозинство. Но мнозинство кое што е овластено да може да ги донесува сите одлуки, освен оние со двотретинско мнозинство, како што е случај со импичментот. Но, пак и со такво мнозинство и со таа можност да донесува одлуки такви какви што сака, не се лишува од одговорност. И натаму тоа се анализира и се проучува. Јас се согласувам многу со професорот за коментирање на одлуките на Уставен суд. Значи, тие одлуки на Уставен суд мора да подлежат на коментар. Секоја одлука, особено од професорската фела, па и да кажам луѓето кои што се бават и во пракса со оваа проблематика, би требало заради науката и заради иднина и заради оценка на се што се случува во државата, да имаме коментар. Тоа е рашистено прашање, тоа од страна на судот, што ти беше член. Па да, затоа и велам. Во спорот помеѓу еден адвокат, како што е колегата Тортевски, и Молдавија, го губи спорот Молдавија во Страсбург, затоа што адвокатот се окуражил да ја критикува адвокатската комора и судовите национални на Молдавија му изрекува одредени казни. Пред Страсбург го добива спорот со образложение. Нема пресуда, сите одлуки на Уставен суд, сите пресуди на судовите мора да бидат предмет на расправа, бидејќи се од јавен интерес. Што значи тоа да не може да се интерпретира судска одлука? Па тоа е повик да се коментира. Тоа е повик судот да си работи тоа што сака. И за Уставниот суд. Апсолутно. Према тоа е судски рашистени. Па не е кај нас. Јас извинувам, меѓутоа кај нас многу малку. Господине Шкарич, вие предупредивте на тоа дека се во тешка ситуација доколку ја спроведат иницијативата луѓето во Уставниот суд бидејќи ќе се прекрши уставот. Не, верувам од аспект на нешто што е професорот трга од тоа дека луѓето треба да имаат морал, треба да имаат стручно знаење. Ама сите од тоа поаѓаме и стремиме кон тоа државата да се развива на тој начин. Овде неколку пати се спомна дека во основа на се што се случува во тој Уставен суд
и во сите државни органи треба да преовладува чувството за јавен интерес. Апсолутно. Тоа не постои во Македонија. Во Меѓутоа, Македонија постои мора да приватен почне да интерес. постои. Еве, земете Зборуваме го. на кој начин, значи не може нешто Значи, да се случи тоа е- едноставно бидејќи тие луѓето во Кај Уставниот нас суд ги се имаат тие почитува ингеренции и тоа да помине така. Идеја водилка е само приватниот интерес. Еве, земете го, Боцевски излезе од влада, ја критикуваше владата, која виде дека не може да обезбеди екзистенција, си ја свитка опашката, пак почна да ја фали владата, неколку месеци беше советник на председателот и замина амбасадор во Бразил. Тоа не е јавен интерес, неговото однесување не беше во согласно со јавниот интерес. Тој го бркаше собствениот приватен интерес и приватно е награден да отиде амбасадор во Бразил. Овие сите суди не гледаат јавен интерес во нивната работа, гледаат приватен интерес, заради тоа што приватно се поставени на највисокиот пиедестал на правната струка. Да се биде судија на Уставен суд, тоа е најголемото признание за еден правник во кариерата. Тоа е врвот на кариерата. А имате вие луѓе кои што тешко дека би поминале во еден нормален систем да бидат судии на основен суд. Меѓутоа, за жал, именувани се на таа позиција заради приватен интерес. Нив секојдневно им се испоставуваат фактури во кои им велат: вие не заслужувате да бидете таму, за таа цел ќе одработите ова што ние ви го кажуваме. Ќе прифатите ова иницијатива или ќе одбиете. Видите, во сите неволји, во сите маки има и нешто добро. Сега само еден пример да Баш ви ме кажам. интересира, професоре, да се расположам. Еве како се отвара широк простор за јавниот интерес во Македонија. Најдобар доказ за тоа е Законот за заштита на приватноста, кај што изрично се кажува: сите разговори и изјави поврзани со личноста и неговиот семеен живот се од приватен карактер. Но и снимките што се однесуваат на такви разговори, тие се во приватна сфера. Но во било која снимка објавена, ако се најде трунка јавен интерес, станува предмет на специјално јавно обвинителство. Еве прилика за афирмација на јавниот интерес. И продира јавниот интерес. И сите, почувајќи од науката и од суството, мора да сватиме дека без тој јавен интерес не може ни приватен интерес да дојде до израз. Политичарите Одиме на прашањето на Марко Целата- Михајловски. Ќе го завршиме ова во заклучоците. Марко. Добро вечер, професор Чкарич го спомена специјалното јавно обвинителство. Дали после ова треба да очекуваме дека ќе се покрене иницијатива за оценување на неговата уставност? На чија уставност? Специјалното јавно обвинителство. Па и не е покрената, има. Поднесена е бара. Поднесена е бара. Да, па ете, ако е поднесена, зошто стои, зошто не оди и тоа Тоа брзо? подолго, прилично Па јас подолго. сакам и тоа Времето брзо. зато. Па јас сакам и тоа брзо да оди. Апсолутно. Ако оди нешто брзо, нека иде брзо во сите сфери. А не тамо каде што одговара, да оди брзо, за да некој се однесува вака или така. Еве се веќе почнам да се сомневам во Уставниот суд. За една иницијатива Ја оди. не знаевте за ова? Ево сега Аманте, дознава. професоре? Па да. Аманте, Па еве, откаде? Еве нешто младиве деца да. па еве за една укажат. иницијатива иде брзо, така ли? А за ова не отвара. Зашто не отвара? Па треба да отвори. Не, се чека. Па да го видиме тамо пак една средба, еден разговор и така ќе се развива научната мисла. Се чека последниот момент, тоа е последниот аргумент кој што извршната власт ќе го искористи, ако види дека комплетно целиот систем, кој што механизмите кои што ги имаат создадено за заштита на нивните луѓе од кривичен прогон, покренат од страна на специјалното јавно обвинителство, последниот аргумент е против уставноста, објавување дека Законот за специјалното јавно обвинителство е противуставен. Тоа е последниот џокер кој што ќе го држат во ракавот. Последната пречка и ќе ја искористат во последен момент. Али кој ќе ја искористи? Па тие што... Професоре, извршната власт. Значи почнуваме со карактер на прислушкуваните разговори. Значи пазите се. Се докази или не се докази? Слушајте го сега. Па ова и сега на крај... Ако Уставен суд, тоа веќе го рековме, го укине законот, не дај Боже да му текне па да го поништи, па ќе видиме тоа што ви Да, тоа ќе видиме во што ќе се заплетка. Но, ако го укине, се отвара патот до вилата во Водна. И тогаш на сцена доаѓа шефот на државата. И они веројатно мислат дека преку неговата интервенција, аболирање на сите оние за кои што
јавното, специјално јавно обвинителство дало веќе налог да се води истрага, дека ќе ги аболицира уште во самиот почет и со тоа ќе ја сврши работата што требаше да ја заврши Професоре, специјалното. не е целиот закон оспорен. Нема врска. Само одредени. Ама како одредени кога? Пази. Ама другите ќе може без Ама чекајте. без ова. Не, зборот ми е. Ма има Апропо укинување и поништување. Професоре, ма има можеме да 7 оставиме кривични дела. Само од изборното законодавство. Само Не, од зборам избор. само во делот за укинување и Професоре, поништување. вие го за поддржавте десното председателот на државата пред првиот негов мандат. Можеме ли да оставиме простор дека председателот може да се изрази дека нема да го користи тоа право еве доколку помине ова иницијатива? Па може, Правото на ако се помилување. покаже похрабар, Што би му- отколку што бил во првиот мандат. До сега нема искористено ни едно право на вето, веројатно сега ќе има прилика да не издаде ни една одлука со која што некого би го аболирал од кривична одговорност. Ана Нешковска. Мислам дека може и така да постапи, затоа што кога ја поддржував неговата кандидатура пред да биде избран, отворено му реков: Ѓорги, ако бидеш избран за председател, немој, молим те, да ти текне некој да аболираш од кривична одговорност. Тоа беше и услов за мојата поддршка на неговата кандидатура. Веројатно ќе ме послуша. Ана Нешковска. Да се надеваме. Меѓутоа, Ја верувам во моите студенти. Па инаку не би настапало ја вечерва да не а што ќе кажете по однос на толку помиловки кои што беа Кој? презентирани сега? Кои помиловки? Нема Помилување, помиловки. не, помилување што е стандардно, не, околу 1000. стандардното околу уште од времето бројот на на- Киро Глигоров се од 1100 до 1400 Не, годишно. сега, Видите, сегашните видите. негови пристапи. Видите, Зборуваме Киро за Глигоров имаше доста строг однос према судството. Не дозволуваше законодавната власт да интервенира во областа на судството и беше голем противник на амнестијата од 1998 година. Какви консултации има обавувано и разговори меѓу кои што се консултираше и со професор Маријановиќ, со јавни обвинители. И беше човек болен и изненаден од интервенцијата на законодавната власт во судската. А сега да е жив и ова да го слуша, не би верувал дека е ова Македонија. Согласувам. Ана. Добро вечер. Прашањето е да ситам. Дали ви ова би го оцениле како некаква индиција за тоа како понатаму ќе бидат процесирани останатите поднесоци од страна на специјалното јавно обвинителство? Тортовски. Па, јас со колешката Цаца бевме на една емисија пред извесен период, кога започна уште процесот на формирање на специјалното јавно обвинителство, и јас уште тогаш предвидов дека специјалното јавно обвинителство ќе се соочи со сериозен проблем со председателот на државата кој што сигурно ќе покрене аболиција за одредени лица. Ако се укине ова одредба. Не, професоре, он не. уште Тоа во беше тоа општо, време. општо, значи По други за основи, веројатно. за другите кривични дела за кои што и така може. Затоа што за злоупотреба на службена положба, за митото за кинеските автопати, таму може председателот и денес да, ако се почне постапка, значи да не се залажуваме. Председателот може во дека бев подалеко во колешката Цаца тргајки од некои стандарди во страна. Тој председател да го видам кој што ќе го направи тоа и кој што ќе даде аргументи за таквата одлука. Значи, сето мое гледање, сите мои искажувања се на она што значи образложение, она што значи аргумент зошто е таа одлука таква и кога веќе некој дава некои аргументи, треба да има доблест да знае дека тие аргументи не треба него да го убедат, туку треба јавноста да убедат дека неговата одлука општиот интерес, Да, јавниот интерес. апсолутно. И ако не ги објасни посебните околности Околности заради за кои сето тоа. одредена личност аболира, го крши уставот и ќе заслужи импичмент. Може ли да Не за друго може ли да зборувавме, Не би требало така да се снеме, бидејќи нова веројатно би требало да инсистираме. Што уште додатно и може ли да појако. Дали
да го симнеме од дневен ред овде јавниот интерес. Тоа не постои. Никако. Во никој случај нема да го симнеме, бидејќи тоа е поентата воопшто на нашата емисија и на нашите напори. Дали е во корист на јавниот интерес, ќе ви дадам збор само да видиме што имаат граѓаните да кажат во врска со оваа одлука на Уставниот суд да ја почне процедурата, и тоа денеска трет ден во протестот пред Уставен. За 5 суди од Уставниот суд, Уставот има иста вредност како и тоалетната хартија и затоа треба да си дадат отказ. Ова е пораката што ја испратија на денешниот протест граѓанските активисти кои откако своите ставови во пишана форма ги доставија до судот, на излегување од зградата символично фрлија тоалетна хартија. Сепак на демонстрантите не им беше дозволено да се доближат до зградата на судот. Кордонот полицајци ги спречи активистите своето несогласување и револт да ги искажат од пред зградата на Уставниот суд. Пристап единствено и овозможија на представничката од Хелсиншкиот комитет за човекови права Уранија Пировска, која ги достави колективните ставови на граѓаните во пишана форма до Уставниот суд. Судиите кои што гласаа за оваа иницијатива да прочитаат што мисли народот на оваа држава. Бидејќи денес граѓаните излегоа пред овој суд. Овој суд е на граѓаните. И со оваа одлука, овој суд го руши Уставот. Пред излегување фрливме тоалетна хартија во просториите на судот, за да покажеме дека овој суд веќе нема легитимитет. Незадоволните граѓани велат дека со протести ќе продолжат се додека судиите не си дадат оставки или се додека не ја повлечат одлуката со која, како што велат, застануваат во одбрана на криминалците. Протестирам затоа што Уставниот суд не треба да биде заштитник на злосторничкото здружение за изборен криминал кој ја киднапираше државата. Уставниот суд треба да биде заштитник на уставноста и законитоста и на човековите и граѓанските права, а не заштитник на криминалците. Прифаќањето на иницијативата со која на председателот би му се отворил патот да помилува лица осудени за изборни измами, педофилија и злосторства против човештвото ја крена на нозе експертската јавност, граѓаните и активистите. Уставните суди имаат уште една шанса да ја сопрат иницијативата тогаш кога ќе треба да се изјаснат за нејзината уставност и содржина. Со извитите нема правда, нема мир. Граѓанските активисти денеска го започнаа протестот пред Уставниот суд, каде што побараа оставки од 5 уставни суди. Тортевски, вие сте убеден дека ова нема да придонесе за да се промени одлуката? За жал да. За жал да. И би бил многу среќен да грешам и не знам што би направил, не знам во која форма. Би се извинил ако не е така. Навистина, еве, нека измислат некаква форма. Се сум подготвен да направам во смисла да се извинам ако навистина им проработи совеста и ако имам барем еден промил придонес во проработување на нивната совест. Лично сметам дека апсолутно треба да имаат во предвид се што се случува. Меѓутоа, немам намера воопшто да се извинувам, заради тоа што сметам дека истите треба да постапуваат согласно Уставот и дека се тие главни чувари на Уставот. Ако тие не можат да најдат сила и доблест тоа да го направат, јас баш да се извинувам ако утре, задутре донесат друга одлука, немам намера, заради тоа што тоа е нивна обврска. И тука предпоставуваме дека ќе ја донесат заради тоа. Јас тврдам дека ќе ја донесат и ако не ја донесат, тогаш ќе се извинам, инаку апсолутно тој име право нема. Уставниот суд може во текот на постапката да констатира дека се откажува од натамошна оценка на уставноста на оспорениот закон и на тој начин да го искаже својот став. Не би инсистирал тој да сега да ја повлекува иницијативата, донел одлука за тоа, но да оставиме, да видиме како ќе се постави. Имам во предвид Уставен суд, зборувам и на абстракто. И затоа е штитам таа институција, не луѓето во неја. Затоа што Уставниот суд, воведен под влијание на Келзен, голем правник, се смета за најголем изум во правото по Првата светска војна.
Во рамките на тоа, Македонија е една од ретките земји која има повеќе од 50 години традиции. Таа институција треба да ја сочуваме, а уставните судии да ги менуваме. Особено оние уставни судии кои немат развиена совест за тоа што го прават и развиено интелектуално чувство за карактерот на одлуките. Ке има промени и Уставниот суд нема да биде надвор од тие промени. Имаме пријава за уште едно прашање и вкупно уште околу 6 минути да се ограничиме во одговорите. Добра вечер. Моето прашање е дали во македонското судство постои едно јадро на судии кои што имаат сила и енергија да го вратат авторитетот на целиот судски систем во Република Македонија? Не знам како ќе прокоментирате ова, бидејќи можеби ова одлука малку повторно ја наруши довербата, која што требаше да се зајакнува во овој период. Не малку, него многу ја наруши довербата во независноста и непристрасноста на судството, на сето тоа одозгора. Веројатно сте свесни за се поголемите и почести барања за создавање на специјален суд, кој што ќе постапува по обвиненијата на специјалниот јавен обвинител. Ова го гледам само од аспект на се поголема недоверба во судскиот систем. Многу тешко ќе биде таа доверба да се врати. Јас верувам дека има еден одреден дел од судии кои што се спремни тоа да го направат, меѓутоа мислам дека и нив ќе им биде многу тешко во дадените околности да се изборат за нешто друго од она што е денеска на сцена. Денеска на сцена е многу голема недоверба, за жал, не само према судството, туку према правосудството во целост, задирајќи ги и обвинителите и, за жал, морам да кажам, и адвокатите. Зашто па тоа ке прекрасен адвокат? Не, јас. Колешката има потполно право и ние сме за многу критика сериозна, меѓутоа тоа веројатно во некоја друга емисија. Јас сум во правосудството од 83-та година. Тогаш сум бил воодушевен од нивото и сериозноста на судиите и пристапот на секој најбезначаен предмет. Значи, кога почнував да работам во суд, иако влегов како добар студент и така, мене судиите за навреда и за клевета ми враќале по 5 пати пресуда да добро да ја образложам за навреда и за клевета. Тоа беа на ниво на научници. Потоа, во правосудството, Врховен суд бираше судии на Врховен суд. Апелационите судови сами си предлагаа. Значи, најдобрите судии од апелација, апелационен суд ги предлагаше, а Врховен суд практично ги избираше. Во комунизмот собранието само ја минуваше одлуката, заради тоа што кој знае подобро за судиите од окружните судови тогаш, ако не Врховен суд. Заради тоа што секојдневно ги прегледува и ги контролира работите. Врховниот суд нема во моментот никаква ингеренција во тој дел. Не, знам дека нема. Тргнато е мислењето на Врховниот суд за избор на судии. Значи, тогаш, кога бевме стручни соработници, млади, верувавме во правда, имаше еден джентлменска спогодба да, ако некој е подобар од мене и е пред мене, јас не конкурирам кога се отвара судиско место, заради тоа што тој е подобар и тој треба да оди за избор на судија. Уште една работа сега ќе кажам, до сега не сум ја кажал. 99-та година имав понуда да станам председател на Врховен суд. Тогаш јас ја одбив таа понуда со зборовите дека не сум доволно подготвен, не ме личи јас да му бидам председател на Владимир Бабунски, на Василка Паскалиева, на Дане Илиев, на судии кои што ми биле мене професори, кои што и во момент и 99-та година што биле многу подобри правници од мене. Добро, прашањето е сега за јадрото на квалитетни судии кои што работат на вистина професионално. Ве молам само многу вкусо, треба да добие збори. Има едно јадро, нема јадро, тие се распрскани. И практично се
како да ви кажам, некако дисперзирани се, малцинство се, не смеат да кажат што мислат, заради тоа што под постојан притисок се, многу треба да се охрабрат да почнат да се занимаваат со вистинска судиска работа. Значи мора да дојде елита која што навистина ќе бара да се откаже од својата привилегија да влијае врз судството. Тоа е голема привилегија извршната власт да има можност да заврти телефон и утре да му каже пушти го овој, затвори го овој. Значи треба елита да дојде која што ќе бара за себе да има рестрикција. Тоа е многу тешко. Шкарич, со вас завршуваме како да се врати довербата во судството. Треба прво да видиме како треба да гледаме на судството. Судството за мене не е власт. Тоа е една префинета уметност. И затоа не случајно судството е нешто што е налик и на свештенството. Нешто што мора да биде неприкосновено. Религија. Кој мора да води пред се сметка за таа и за социјална, али и за Божија правда. Да има што помалку контроли, дисциплини и казни. Нашето судство денеска е загушено од различни органи, дисциплински комисии, административно однесување. Тој дух на администрацијата го загушува. Духот на администрација, на службеништвото го загушува и универзитетот. Професоре, се извинувам, многу ве респектирам, меѓутоа, знаете ли дека постои работна тетрадка сега според законот во кој што судијата треба на шема да напише обвинетиот, тоа е ваква шема од прилика, камерата нека ја покаже, каде што работна тетрадка по со широки и тесни линии треба да напише во случајот има 3 олеснителни бода минус, отежителни бода минус, заради тоа што нема образование, има 7 деца, има плюс 3, и збирот на тие даваат одредени месеци затвор. Тоа е идиотизам. Тоа губива судството. Ете. За волја на вистината, судиите беа многу против овој правилник. Ама зошто не излегува? Па сега на одредени јас се борев како Дон Кихот против тој правилник, и тој правилник денеска помина и е дел од кривишната. Само уште една работа, ве молам заради стручната јавност. Според тој правилник, олеснителни бодови се даваат за крајна нужда. Крајна нужда, тој што разбира малку право не може да даде олеснителни бодови, бидејќи тоа значи дека некој е виновен, па подосна му се одредуваат олеснителни околности. Крајната нужда е елемент кој што ја исклучува против правноста, тоа не е кривично дело. А господата неписмени, да не употребам потежок збор, го ставаат во закон дека крајната нужда носи олеснителни бодови. Тоа е тотално непознавање. Тие кај било кој професор на правен факултет не би поминале никогаш. Меѓутоа е ставено во закон и Уставен суд за таа работа не се изјасни, а ќе се изјаснува денес деновиве за оваа работа. Професорот вели тоа го уништува судството. Навистина сите во својата област треба да направиме што е можно повеќе овие професии да се ослободат од тие сите да бидеме уметници. Тешки дополнителни работи, судиите доколку не почнат да работат. 1170 страници, се извинувам, 1170 страници пресуда. Без ниту еден збор авторски, што вика професорот. А можда нема ни запет? Нема. Се на копи-пейст од почеток, од кривишната пријава до крај, сите докази скенирани, ставени во пресудата, исказот на обвинетите, сите и на сведоците, сите комплетно на копи-пейст, без ниту еден збор, без фактичка положба. Океј, ви благодарам многу што бевте вечерва во студиото на Отворено, господин Тортевски, господин Николови и господин Шкарич. Навистина голема чест беше да се разговара со вас. Се надевам, кажавме, има доволно време да видиме и ние како граѓани да просудиме кои ќе бидат аргументите на Уставниот суд околу ова прашање кое што навистина ги подигна сите на нонзе. Благодарам и вам што бевте во студиото вечерва и довидување до следниот пленални.